Државниот инспекторат за труд ки изврши контрола на вработувањата во Тетовската клиничка болница, потврдија оттаму за телевизија 24. Ова доаѓа откако дел од персоналот на болницата, кој со години работи со договор на дело, обвини за вработување по партиски клуч на последниот конкурс. Од Министерството за здравство денеска тврдат решенија се делеле според потребите на болницата. Дополнително велат дека тие што не биле примени на овој оглас ке може да се пријават на следниот во 2026 година. Станува збор за вработување на 129 лица, од кои над 90% биле ангажирани во болницата со договор за дело. Наредните денови ќе биде објавени нов оглас за нови 26 вработувања во администрацијата во болницата. Тие што не се примени поради профилот, например, според огласот имало потреба од еден анестезиолог, а на договор на дело биле ангажирани 9 лица од овој профил. За следната 2026 година обезбедени се согласности за нови 133 вработувања во болницата. И директорот на болницата Ерзан Елези на изставка како ресорното министерство тврди дека вработувањата биле според законските прописи, примени се 80% од луѓето со договор на дело, а дополнително најави нов конкурси за останатите кои се со договор на дело. Дел од здравствените работници во болницата во Титово вчера излегоа на протест, обвинувајќи дека по години работа со договор на дело останале без решенија, а на нивно место, како што тврдат, на последниот конкурс биле примени на дворешни лица и тоа преку партиски влијанија. Членови од владеачката партија ВМРО-ДПМН ми посочија за да бидам сигурна дека ќе добиам решение да почнам да одам на нивните состаноци и да извадам партиска членска книжка. Еве јавно ќе ви се обратам дека тоа нема да се случи. Нема да бидам никаков партиски војник што ќе го примите на работа и од него да барате услуги. Не може некој председател на месен комитет да одлучи за мене дека нема да бидам примена на работа, а на моето место да ја примат сопругата од нивни сопартиец, кој е член на управниот одбор на клиничката болница Тетово. Ова е непотизам и е казниво со закон. Од антикорупцијската комисија ги повикаа да поднесат жалби за конкурсот, а потоа доколку имаат докази да ги достават и до антикорупцијската комисија. Инаку периодот во тек се огласи за вработување во здравството. Според најавите на здравствените власти, решенија треба да добијат 600 специјализанти и 1200 вработени со договори на дело низ болниците ширум земјава.